Ние како Министерство за внатрешни работи, после формирањето на владата, веднаш, врз основа на планот за реформските приоритети, започнавме низа на реформски процеси во рамките на Министерство за внатрешни работи, се со цел да се изгради, да се зајакне тој систем, да ги изголемиме капацитетите, да ја вратиме довербата која што беше нарушена во ова министерство кај граѓаните и на тој начин да се подобрува и безбедносната состојба. Ние знаете дека спроведовме реформа во делот на системот на следење на комуникации. Ја завршивме реформата во делот на безбедносните служби. Веќе од 1 септември функционира новата Агенција за национална безбедност надвор од Министерството за внатрешни работи. И еден од најважните, би рекол, клучни процеси, тоа е процесот на проверка на сите вработени во Министерството за внатрешни работи. Зошто не мотивира да го направиме овој процес нас како раководство на Министерството за внатрешни работи, зошто практично подготвивме информација до влада. Прво, заради тоа што се гледа многу недостатоци во функционирањето на системот, и тоа не само во Министерството за внатрешни работи, исто тука е во сите други органи за спроведување на законот, правосудните органи, финансовата полиција, управата за јавни приходи, царинската управа. И најдобро за државата е да можеме да направиме таква проверка на сите вработени во целиот овој сектор. Меѓутоа, Министерството за внатрешни работи веќе започна со еден ваков процес. После информацијата на владата се формираше работна група која што покажува инклузивност, впрочем, каков што процес сакаме да водиме, да биде транспарентен, да биде процес инклузивен, во кој што ќе имаат сите доверба и конечно честните, одговорните луѓе кои што посветено работат во Министерство за внатрешни работи, ги штитат интересите на граѓаните, ги штитат интересите на државата, да бидат навистина позитивно оценети, да им се даде дозначење, додека пак она мала група на луѓе, повторувам, мала група на луѓе која што е во институциите, посебно и овде во Министерство за внатрешни работи, која што го компрометира и работењето на сите останати во Министерството и ја руши довербата на Министерството, навистина низ процес на ваква селекција или проверка да се утврдат сите можни факти и да на крајот од краиштата дојдеме до констатација за тоа кој треба да биде дел од Министерство за внатрешни работи, кој треба да работи во ова министерство, да ги остварува интересите на граѓаните, а кој не. Целта на работната група е до 1 октомври да достави комплетен план за тоа како треба да се спроведе овој процес на проверки во Министерството. Значи, тие треба да ја дадат можноста, дали треба да и каква законска рамка треба да биде усогласена, како треба да тече целиот процес на проверки, кои параметри треба да бидат земени во предвид и на основа на сето тоа да се изгоди тој акцијски план и критериуми како да се спроведе целиот овој процес. Тоа не значи дека оваа комисија која што е сега формирана, односно работна група, веќе започнува и конкретно со проверка на вработените. Туку кога ќе се усвои оваа цела рамка до 1 октомври, ние врз основа на тоа ќе го планираме на тамошниот тек на настаните во делот на проверката. Важно е дека мораме да ги оделиме честните, одговорните и посветените од оние кои што име се друго приоритет освен полициската работа. Јас говорев многу пати до сега, аргументите во прилог на спроведувањето на процесот на проверка се многобројните дипломи фалсификувани со кои што се соочивме, ги откривме во работењето во овие 2 години, многу процеси во кои што се вклучени полициски службеници, а се однесуваат на криминални дејствија, многу работи кои што имаат бизнис интереси, а работат и во рамките на Министерство за внатрешни работи. Треба да се разгледуваат за многу вработени во Министерство за внатрешни работи, како и на кој начин го стекнале имотот, дали биле злоупотребени нивната положба, позиција и така натаму, заради тоа што напоменувам дека многу од полициски службеници кои што се внатре или вработени во Министерството имаат создадено имот кој што апсолутно може да се спореди со имот на одредени бизнисмени кои што со години работат во овој сектор. Така да многу е важно, ако сакаме да имаме
систем кој што ќе функционира, систем кој што ќе ја штити државата од криминал, систем кој што ќе се спротивставува на криминалот, на корупцијата, да функционира со честни и со одговорни луѓе. За да имате целосна слика во еден ваков систем, не е потребно само да имате добра информатичка технологија, да имате добри услови за работа, да имате добра опрема за вработените. Најважно од сето тоа е да имате добар кадрски потенцијал кој што може да ги остварува овие заложби. Значи, јас кажав дека оваа работна група има за цел точно да одговори на сите овие прашања кои што сега ги поставивте, да видиме кој ќе ја спроведува, колку работни групи ќе бидат формирани. Ние во пракса ќе се користат искуствата кои што ги имаат земјите членки на Европската унија, земјите од соседството кои што поминале низ еден ваков процес на проверки на вработените. Значи, многу е важно да се утврди колку национални комисии ќе имаме, дали ќе имаме комисии на локално ниво, што ќе опфати проверката, иако генерално проверката мора да опфати образованието, имотната состојба и полицискиот интегритет. Практично како се движиле вработените во службата, дали имаат дисциплински постапки, дали против нив се поведувани други постапки, кривично правни и така натаму. Значи, секој спектар на прашања кои што ги задираат овие елементи треба да биде дел од таа проверка. Меѓутоа, јас тоа го оставам на работната група. Работната група е составена од луѓе од Министерството за внатрешни работи, од академската заедница, е составена од невладини организации кои што зема учество во работната група. Реков дека целта ни е да биде процесот инклузивен и да биде транспарентен и на тој начин која ќе се утврди таа рамка како и на кој начин ќе се вршат проверките, кои ќе бидат методологиите врз основа на кои што ќе се прави проверката, кој би бил органот што ќе одлучува во втор степен од сето ова спроведување на проверките, сето тоа ќе го соопштиме на јавноста. И сакаме да преку еден таков транспарентен процес сите ги знаеме практично критериумите низ кои ќе се врши проверката. Видете, значи, целта на процесот на проверки е од прагматични причини, од причини на зајакнување на капацитетите на ова министерство, зајакнување генерално на системот на функционирањето и на министерството и на државата, да ги отстраниме сите овие негативни појави. Знаете, кога граѓаните на Република Северна Македонија ќе се соочат со одреден проблем со кој што впрочем секој од нас се соочува, со начинот на кој што функционираат одредени луѓе, служби во Министерство за внатрешни работи, секој од нас е свесен дека нешто мораме да промениме. И јас апсолутно целиот овој процес на проверки не го гледам низ призмата на политичка припадност, етничка припадност, верска припадност и така натаму, туку едноставно сега е моментот кога треба да се справиме со арамиите, со криминалците. И ако ги имаме криминалците и арамиите во нашите редови, ние тоа треба да покажеме јасно пред очите на јавноста дека нема намера, односно немаме желба да толерираме било кој што би работел за некакви лични, собствени, партиски, политички, бизнис интереси и така натаму, туку треба тоа да го правиме во интерес на граѓаните. Така да сите такви конотации кои што ќе сакат да дадат можност дека овој процес би бил нетранспарентен, не знам, мотивиран политички, не е така. Составот на самата работна група, во кој што се вклучени представници на ОПСЕ, представници на Соединетите Американски држави, сето тоа гарантира дека сакаме да имаме објективен процес. Впрочем, ние имавме и селекција која што сега се спроведе во Управата за безбедност и контраразузнавање, а се однесуваше на селекција, односно проверка на лицата кои што треба да преминат во Агенцијата за национална безбедност. Имавме еден беспрекорен процес во кој што на крајот комисијата која што беше за селекција
или за проверка на вработените, во која што имавме и двајца пратеници и на позицијата и на опозицијата. На крајот целиот процес заврши со тоа што сите заеднички го утврдиле списокот, се потпишале и гарантираат за веродостојноста на сето она што е утврдено. Така да, апсолутно сметам дека ниту политика, ниту било кој друг аспект можат да имат влијание, напротив, само критериумите кои што ќе бидат утврдени врз основа на тие критериуми ќе се донесат и конечните резултати. Така да, апсолутно сметам дека нема никаква можност или па нема место за било какво вознемирување, ниту на вработените во Министерството за внатрешни работи, ниту на пошироката јавност. Едноставно, тој принцип за кој што сметам дека во јавност имаме огромна поддршка, да конечно покажеме дека не може со фалсификувана диплома да се работи во Министерството за внатрешни работи и да се напредува, не може со недооформено образование да превземате судбини на луѓе во своји раце, дека не може заради бизнис интерес да делувате во рамките на политичките овластувања, а да остварувате своји лични и бизнис интереси, и дека не може политиката да ги креира работењата во Министерството за внатрешни работи, туку тоа може да биде изграден систем кој што ќе функционира да ја штити државата и граѓаните. Значи, тоа се две работи. Тоа не е Агенцијата за национална безбедност. Реков дека ние направивме веќе реформа на системот за следење на комуникации и токму при реформата на системот на следење на комуникации беа исполнети препораките од групата високи експерти предводена од Рајхард Прибе, а тоа се однесуваше како да се изгради систем кој што ќе го спречи злоупотребувањето на системот на следење на комуникација, а на тој начин да се рушат човековите слободи и права. Се формираше нова оперативно-техничка агенција, таа функционира од 1 ноември 2018 година. Веќе секој од органите надлежни за спроведување на законот, значи Бирото за јавна безбедност, Управата за безбедност и контраразузнавање до 1 септември или сега на Агенцијата за национална безбедност, военото разузнавање, финансовата полиција, царинската управа, секој од органите има право да има следење на комуникациите врз основа на даден налог од надлежниот суд и со посредство на оперативно-техничката агенција. Така да, воспоставени се низа механизми на контрола кои што апсолутно треба да го гарантираат начинот на функционирањето на системот на следење на комуникации. Втората реформа беше реформата на безбедносните служби и токму заради тоа го избравме тој модел во кој што се формира нова Агенција за национална безбедност, која што нема да биде во рамките на Министерството за внатрешни работи. Вработените внатре нема да имаат политички овластувања, нема веќе да се говори или немаме можност да говориме за тајна полиција која што ќе може да спроведува активности кои што се поврзани со полициските работи. Едноставно се формираше агенција која што треба да биде модерна, ефикасна, ефективна служба која што треба да ја штити Македонија, да го штити уставниот поредок на државата и да штити од криминал и корупција. Тоа треба да биде воспоставен и таа е така направена, таа е така востановена како агенција по сите модерни европски пракси кои што функционираат и во земјите во опкружувањето и во земјите членки на Европската Унија. И јас апсолутно досегашниот тек на реформа го оценувам како солиден, како очекуван тек на реформа, а очекувам дека од 1 септември веќе Агенцијата за национална безбедност и во пракса ќе покаже дека основните принципи е заштита на државата и заштита на интересите на граѓаните. Видете, ние како Министерство за внатрешни работи постапуваме врз основа на наредбите кои што ги дава јавното обвинителство, бидејќи надлежен орган за водење на истрагите во Република Северна Македонија е јавното обвинителство. Ова го објаснувам заради тоа што
често пати граѓаните сметаат дека Министерството за внатрешни работи е тоа кое што ги води истрагите. Ние работиме исклучиво по нападствија кои што ги даваме. Значи, во првична фаза се прибираат информации, сите информации кои што ќе ги прибереме ги доставуваме до јавното обвинителство, без разлика за кој предмет се работи, сега не го говорам конкретно за овој случај, и на основа на тоа се поведува постапката. Од тука натаму јавниот обвинител ги диктира сите активности кои што се во функција. Сакам да знаете дека интензивно се работи по наредби на јавното обвинителство за организиран криминал во расчистување на целосно на случајот рекет. Тоа е многу важно и за државата и тоа покажа дека институциите во Македонија имаат сериозен капацитет. Значи, ниту во овој случај, ниту во било кој друг случај нема можност за заштита на било кого. И тоа е важно институциите да функционираат на еден таков начин, значи се превземаат низа на активности кои што треба да одговорат на сите прашања во истрагата, меѓутоа вие знаете дека истрагата е во тек, таа се води и ние не можеме да споделуваме повеќе информации со јавноста. Меѓутоа едно треба да бидеме сигурни, во едно убедувам јавноста дека до крај ќе се расчисти тој случај и без разлика кој има учесник во таков случај, дали е политичка личност, дали е било која јавна личност или е обичен граѓанин, а учествувал во вакви активности, до крај ќе биде санкциониран, изведен пред лицето на правдата. И овој случај треба да биде уште поголем мотив и до јавното обвинителство, и до судовите, да конечно застанат во заштита на интересите на оваа држава, да конечно сите заедно се бориме против криминалот и корупцијата. И затоа јас повикував подолго време наназад до јавното обвинителство да превземаме сериозни мерки на борбата против криминалот и корупцијата. Ова треба да биде дополнителен мотив и граѓаните да пријавуваат, сите заедно да се бориме против криминалот и корупцијата. Ако допред некое време, допред 2 години, сите заедно се боревме против авторитарен режим, да ја вратиме слободата, демократијата, да ја вратиме слободата на говорот, на изразувањето, денеска веќе не може да разговараме на таа тема, заради тоа што сето тоа го имаме во пракса во Македонија. Меѓутоа, сега е моментот за ефикасна, ефективна и неселективна, многу силна борба против криминалот и корупцијата. Сега е дојде моментот да се обединиме сите. И граѓаните, и институциите, честните луѓе во оваа држава и да го победиме криминалот и криминалните структури во државата. Видете, безбедносната состојба во Република Северна Македонија е стабилна, мирна, немаме индикации од нарушувањето на безбедноста од никој аспект и тоа е во континуитет нешто што го следиме сите заедно. И Министерството за внатрешни работи и Агенцијата за национална безбедност сега. Дека има кривично-правни настани кои што ни се случуваат и во Македонија, се случуваат и во секоја една држава во светот. Ние споредбено можеме да кажеме дека сме навистина една држава која што е помирна, постабилна, побезбедна и прочем треба тука да го напредуваме работењето заради тоа што сепак безбедноста и стабилноста на државата допринесува и за безбедноста на регионот. Меѓутоа и таа е основа за економскиот развој. Само во стабилни безбедни држави некој сака да инвестира. Ние во овој поглед гледате како се движи во нагорна линија бројот на странските инвестиции. Членувањето во НАТО на Република Северна Македонија исто така многу значаен момент што ќе допринесе во стабилноста, така да ние постојано се справуваме со сите настани кои што се појавуваат. Точно е дека имаме настани секојдневни кои што се однесуваат, меѓутоа ако правиме споредба со минатото ќе видиме дека разбојништвата се намалени, тешките кражби ги имаме во намалување. 2018 година беше година во која што за 10 пати повеќе во изминатите години имаме откриено наркотични средства, трговија со дрога. Таа тенденција и во 2019 година се зголемува, значи
очекуваме дека и 2019 година би била година во која што повторно ќе имаме добра ефикасност, имаме зголемување на ефикасноста на откривањето на кривичните дела, бројот на случаи на убиства е намален во споредба со минатата година. Имаме многу добри резултати во делот на малолетничката деликвенција, насилствата кои што се во училишта и така натаму. Сето тоа преку посебни планови успеаваме да го превенираме. Многу е важна и превенцијата во секој еден поглед, така да заедно работиме со советите на превенциите на локалните самоуправи. Тука се и медиумите кои што помагаат сите заедно да допринесеме до поголема стабилност и безбедност. Значи, ние веќе формиравме во рамките на Министерството за внатрешни работи работна група, која што треба да работи на измени на Закон за безбедност на сообраќајот на патиштата. Имаме неколку цели кои што сме ги задале. Една од целите е да имаме усогласување со Законот за прекршоци и тука клучната промена би било во делот на казнената политика, значи намалувањето на казните во делот на сообраќајот за одредени прекршувања, меѓутоа секако дека размислуваме и во делот на заострување на казнената политика за одредени сегменти. Зошто, например, што покажува статистиката од контролите кои што ги вршиме во делот на сообраќајот, дека имаме при зачестените контроли поголем број на лица кои што управуваат моторно возило над дозволената брзина. Второ, имаме лица кои што управуваат под дејство на алкохол и наркотични средства. Тука мора да најдеме одговор на ова прашање. Имаме лица кои што управуваат нерегистрирани моторни возила и токму тука сакаме да се насочиме кон зголемувањето на, односно заострување на казнената политика. Ова е многу комплексен сегмент. Овде треба да се вклучат повеќе институции. Многу треба да влие и образованието на децата уште од мали нозе во делот на однесувањето во сообраќајот, креирањето или зголемувањето на таа сообраќајна култура. Меѓутоа, сакаме и преку овие законски измени да најдеме механизми кои што ќе допринесат се со цел да имаме подобра состојба на терен во делот на сообраќајот. Ние веќе активно постапуваме секојдневно со мерки на контроли, превентивно и така натаму контролирање на делот на сообраќајот. Тоа дава ефекти, меѓутоа мора да дојдеме и до одредени намалувања на казните за тие сегменти за кои што треба да има усогласување со Закон за прекршоци. Посебно ќе се разгледува и прашањето во делот на моторциклите. Тука имаме комплетно несериозно однесување вон сите прописи сообраќајни, неупотреба на заштитните шлемови, односно така наречени кациги за возачите, прекумерна брзина, посебно во градските средини и низа на други активности. Тука преземаме мерки и начини како и на кој начин да го решиме овој проблем. Ќе се оди во насока на најстроги санкции, дури и одземање на мотоцикли за несовесните возачи. И прашањето кое што еве сега актуелно е, ни се отвара дополнително, тоа е на електричните тротинети кои што се движат низ улиците. Мора да се најде начин на регулација, се со цел да бидат и тие заштитени, меѓутоа да бидат заштитени и граѓаните. Благодарам и на вас.